Поради неодвојување на доволно средства за конзервација на археолошките локалитети од страна на државата, нашето културно богатство останува непрезентирано пред пошироката јавност, а пак за развој на културниот туризам не може да стане ниту збор. Археолозите велат дека секоја година се помалку средства се одвојуваат за археологијата, но и тоа што ќе се пронајде со тие малку пари, за жал останува затрупано под земја или е оставено на забот на времето поради тоа што нема конзервација. Освен во археологијата, проблем со конзервацијата има и во други области. Конзервацијата на објектите пронајдени, која што е многу важен сегмент за секој археолошко наѓалиште, за секој откриен објект, тапка во место. Значи, ние чекаме грантови од некоја амбасада во Република Македонија да добиеме средства за конзервација, не зборам само за објекти на археолошки наѓалишта, зборам и за фреско живописи во нашите византијски цркви и за други градби. И конкретно зборуваме сега за Стибера како најзначајно археолошко наѓалиште во Прилепскиот регион, кој што е во ранг на Стоби, на Хераклеја, на Скупи. Значи, средства за конзервација обично треба да бидат не 3 пати, може и 5 пати поголеми отколку што се средствата за самото археолошко истражување, пошто е тоа многу поскап процес. Конзерваторите велат дека дури да се одвојат средства, тие се толку мали што со такво темпо еден објект наместо во една година ќе треба да се конзервира во неколку. Во конзервацијата не се даваат воопшто доволно пари, да не одиме со бројки конкретно. Ако ние побараме, да речеме, 1,5 милион, се добиваат 300.000 денари, тоа е незначајно, тоа се толку мали сегменти. Значи, еден објект, како што нашиот последен истражен објект во Стибера, Агората, ќе резултира дека треба да го конзервираме во 3-4 години, што не е добро за еден објект и дали воопшто на крај ќе има доволно пари да се заврши, а со тоа да ја добиеме целосната слика како што ние според проектот. Секое пак одложување на конзервацијата не само што ги уништува пронајдените објекти, туку и го поскапува конзервирањето. Знаеме, има локалитети во Македонија кои што датираат и пред наша ера со одлични движни наоди мермери кои што стојат на површината, незаштитени, барем одредени, и се разградуваат. Во овој случај последиците, дури ако можеме и финансиски да се изразиме, ако оваа година требало одредена сума, следната веќе ќе треба повеќе, затоа што ќе се разгради тоа некаде имаме зимските услови ги разградуваат објектите и тоа ја поскапува, уште повеќе го поскапува објектот за конзервација. Доколку не се конзервира културното наследство што се пронајдува, тоа може да се уништи до степен да не може потоа да се поврати.